Заврши школската година, но не и екстерните проверувања. Возрастните детектираа високо ниво на стрес, болки во желудникот и градите предизвикани од екстерното. Затоа решивме да направиме една анкета и да видиме што вие мислите и чувствувате за екстерните проверувања. Трета година сум и денеска полагам екстерно. Од лично моја перспектива, екстерното е како некој квиз на знаења, кои дел од прашањата ги решаваме по логика. Претходно може сепак да ги прочитаме прашањата, но тоа на некој начин не е тестирање, затоа што ги имаме одговорите. Екстерното тестирање, па да речеме со минимални стресови. Бидејќи е многу напорно, има многу грешки кои не се коригирани од Министерството. Мислам дека треба да се санираат или тотално се укине екстерното тестирање. Малце бев под стрес заради големиот број на прашања на почетокот, ама си додека кога завршив со решавање и после тоа само си ги повторував и некако ми се намалуваше стресот дека бев повеќе и повеќе сигурен во себе си. Па многу е стресно и не треба да го има опште. Добро беше, ама не бев толку сигурен, пошто некои прашања не ги учевме и тоа имаше на тестот. Екстерното тестирање го доживам као дополнителна обврска и за него не мислам ништо добро, бидејќи и покрај училишни обврски морам да се фокусирам на него, пошто и тоа влага во училишниот успех за крајот на годината. Ја екстерното тестирање го доживам како дополнителна обврска и мислам дека треба да се укине, да ни олеснат нам и на професорите. Екстерното е стресно за нас, бидејќи ни влегува во просекот за на крај година, а тоа нас многу ни значи и стресно е бидејќи имаме например, ако се падне математика, тоа да, се 300 прашања, но додека да се одговорат и еден час не е доволно за да ги решиме сите тие задачи. Откако ги чувте вашите врсници, забележавте дека заклучоците на возрастните и не биле толку далеку од вистината. Останува да ги чекаме резултатите од екстерните проверувања.